Кочани прави нов обид за искористување на геотермалниот потенцијал. Со години назад, сегашните водотранспортни линии се оштетени поради што температурните и количинските загуби на вода се огромни, во просек повеќе од 60%. Загубите се големи како количински во протокот на самата вода, така и по губење на температурата, што водата кога ја добиваме во Кочани од изворите во подлог се губи за 24 до 25 степени. И самата вода веќе не представува енергетски извор, туку ја губи својот потенцијал и својата моќ. Поради ова, општината започна нов проект за реконструкција на главниот систем за довод на геотермална вода на релација Долни Подлог-Кочани. За некој ден подпишавме еден многу голем договор со UNDP, каде добивме грант од нивна страна за изработка на проектна документација за комплетна ревизија и реконструкција на како на водот, така и на самите извори во Горни Подлог. Тоа е од огромно значење за општината и од огромно значење за регионот во истокот. Геотермалниот потенцијал на Кочани е околу 300 литри во секунда и температура од 78 степени, што е редок природен дар кој градот не го користи ниту приближно. Сега со новиот проект се очекува еколошко загревање на општинските и јавните објекти. Доколку ја добиеме водата квалитетна како што ја поседуваме и со нејзината топлина, таа би била целосен извор за загревање во зимскиот период на училиштата, но сепак бидејќи со тоа ќе ги запазиме и загубите на самата вода и потенцијалот што го поседуваме, може за во иднина да се направи проект за затоплување на централното градско подрачје со топла вода, но сепак тоа е за во иднина. Сега приоритетни е да ја донесеме водата во својот квалитет во центарот на градот. Изработката на документацијата се спроведува во рамки на проектот Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти, кој го реализира UNDP со финансиска поддршка од Шведска, чии представници неодамна беа во Кочани.